Навистина е огромна привилегија за мене да бидам овде со вас денес на овој многу значаен настан за Северна Македонија и за Алијансата. И навистина ви благодарам за огромното присуство на представници од различните владени органи на Република Северна Македонија. Дами и господа, вашето присуство денеска овде е доказ за значењето кое што вие го придавате на вашето членство и заложби кон НАТО. Дозволете ми да ви се заблагодарам за успешното и брзо завршување на интеграцијскиот процес. Крајот на интеграцијскиот процес на Северна Македонија во НАТО е навистина огромен успех не само за вашата земја, туку и за Алијансата. И навистина направивте одлична работа во подготовките на вашата земја, најпрво за целосно членство во времето на фазата на пристапување, преку интегрирањето и со финализирањето на целиот процес на интеграција во НАТО. Во своја страна уште еднаш покажа колку е атрактивна како заедница на нации кои што имаат желба да ги споделуваат и да ги бранат заедничките вредности и принципи. Проширувањето на НАТО уште во првиот бран на пристапување на земјите од источна Европа, уште пред 22 години покажа дека е ефикасен механизам кој што овозможува долготрајна и одржлива безбедност и стабилност. Денот кога сме благодарни на Северна Македонија за нејзиниот принос кон стабилноста на југоисточна Европа и на НАТО напорите за обезбедување на стабилност. Потпишувањето на оваа заедничка декларација го потврдува заеднувањето на Северна Македонија како веродостоен и значајна членка на Алијансата, земја членка која што има волја и можност да ги приспособи својата структура и сили кон потребите и барањата на НАТО. Од сега па натаму ние ќе работиме на ваквата адаптација заедно и преку концептот за одбрана на Евроатланската област и преку концептот на НАТО. Сето ова дава одговор на актуелните оперативни потреби и сето ова покажува дека министрите за одбрана се сметаат за Северна звезда и насоката за кохерентна заедница и развој во наредните 20 години. Примената на овие два концепта исто така ќе биде осликана и во процесот за планирање на одбраната на НАТО, која што овозможува споделување на товарот и кохерентност помеѓу 30 земји членки, процес кој што исто така и вие ќе бидете составен дел. За нас во НАТО ваквата трансформација или адаптација никогаш не престанува и тоа е еден процес кој што постојано оди и се случува во НАТО уште од самиот почеток формирањето на НАТО 72 години. Денеска тоа е поважен од било кога на овој пат, како и познатата песна што вели никогаш нема да бидете сами на тој пат. Вие сте дел од големиот тим на нации кои што донесуваат одлуки и работат заедно за соочување со сите оние безбедносни проблеми кои што се појавуваат. Да цитирам Северна Македонија, дрвата се подпираат на дрвата, а луѓето на луѓето, и тоа значи дека ние и понатаму ќе работиме заедно и дека Северна Македонија може повеќе од било кога да се подпре на солидарноста, поддршката и експертизата на Алијансата. Ваквата солидарност и кохезијата исто така беше покажана и во обраќањето на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на Конгресот по повод 70 годишнината на НАТО во април 2019 година. Силата на нацијата не е само премерена преку големината на државата,
туку ниту преку бројот на војниците, туку преку бројот на пријателите. И добро е да си има пријатели во рамките на НАТО. Наша улога е да обезбедиме дека колективно сме подготвени и можеме да одговориме на предизвиците со кои се соочуваме денес и утре. Во името на НАТО и земјите членки, мојата команда одигра клучна улога во целиот овој процес на долготрајна трансформација. Дозволете ми уште еднаш да ви кажам дека сум импресиониран од вашата амбиција, вашата залежба, вашата определба и работата која што ја извршивте во рамки на сите овие подготовки и вашиот принос кон капацитетот на Алијансата. Северна Македонија веќе и помогна на Алијансата со различни меѓународни мисии. Од 2001 македонски воен персонал ги соединија своите сили со НАТО во важни мисии како што се International Security Assistance Force и неодамнешната со мисијата во Афганистан. Како земја членка на НАТО, сега одите се стремите и напред кон поголема интеграција во мисиите на НАТО и напорите за трансформација. Еден пример е International Hackathon, кој што се случи во Скопје во ноември 2019. Пред 2 месеци Северна Македонија беше домакин на вежбата на 19-тата вежба Северна Македонија 2021 организирана од страна на НАТО во координативниот центар во близина на Охрид и Струга. Верувам дека вашата земја, како последна земја членка на НАТО, ја представува плодна земја за проширување на НАТО иновативната мрежа, како со тоа што ќе учествува и ќе дава свој придонес во иновативните напори за хостирање на важни идни настани и што ќе биде пак од корист како за вашата земја, така и за НАТО. Би сакал да кажам дека сум навистина импресиониран од напредокот и патот кој што вие го избравте за интеграција во нашата алијанса, за стабилизација и споделување на заедничките вредности за слобода и солидарност. Денес можам да ве уверам дека мојата командата за трансформација ќе остане целосно посветена на поддршка на идниот процес на трансформација на Северна Македонија и армијата. Ви благодарам за вашето внимание.